Дедо казнет, додека минувал пешачки се вклучило црвено на семафорот. Фотографијата е направена од сведок на настанот, кога дедо, кој врвел на улица на пешачки премин, бил запрен од полиција и казнет. Според полицајците, тој поминал на црвено, иако дедото тврдел дека било зелено. Но најверојатно, бидејќи споро се движел, се вклучило црвеното светло на семафорот. Дедото молел да не го казнат. Лага или вистина? Дали ја прочитавте оваа вест и дали поверувавте? Да, секако дека ја прочитав вест, која што по социјалните мрежи некако многу брзо се рашири, како фотовест од наводен сведок на настанот кој што направил само фотографија. За жал, такви вести секојдневно може да сретнеме, било тоа да станува збор за медиуми, повторно ќе повторам за жал, било да се работи за социјални мрежи. Нема човек кој што не ја прочита оваа вест, така и јас ја видов, ја прочитав на интернет порталите и почувствував, сватив дека граѓаните буквално се бомбардирани од насловите поврзани со таа наводно активност на полициските службеници кои изрекле казна на повозрасен граѓанин. Што предизвикува оваа вест кај вас како човек? Доколку не ја препознаете, секако дека треба да ви предизвика некое чувство на осуда за бездушност на полицијата, што го направила сето тоа. Меѓутоа, доколку препознаете, може би, ето револт што ваквите лажни вести се шират со брзина на светлината и можете да ги прочитате секаде. Како човек, јас не можам да го одделам професионалниот момент од размислувањето, предизвикува, се разбира, резигнираност во најмала рака, често пати и лутина, затоа што ваквите информации не можат да се нарачат во никој случај вести. Да бидам искрен, кај мене предизвика не само огорченост, туку и загриженост, бидејќи сватив дека многу граѓани практично виделе неточна информација, прочитале лажна вест, информација која што е суштински извртена и која што апсолутно не кореспондира со вистината. Дали ја видовте споделена на социјалните мрежи или можеби вие сте ја споделиле? По социјалните мрежи да, но ме зачуди она што ова вест ја видов споделена и кај сериозни медиуми, кои што најверојатно во трката за читаност споделуваат и вакви полувистини или невистини за жал. Она што предизвика, да речам, можда посебно неверување е што демантот кој што пристигна веднаш после тоа не доби таква атрактивност во поглед на споделувањата. Жал ми е што ова информација, овој демант практично не го презедоа сите портали кои што ја пренесоа првичната всушност лажна вест. Да, беше само една, ајде де, меѓутоа секојдневно за жал гледаме вакви информации споделени на социјалните мрежи од разноразни структури, индивидуалци, од луѓе со намера, меѓутоа често и од луѓе без намера, да не речам без знаење или од за жал незнаење. Дали ја коментиравте со пријателите на Facebook или на Instagram? Во принцип за информациите, па посебно ето и за лажните вести, контактираме, комуницираме со моите пријатели новинари, но сето тоа некако јавно станавме веќе имуни на вакви лажни вести и искрена да бидам дека јавно веќе не споделуваме, не критикуваме повеќе. Често пати се коментираат истите, особено оние кои помпезно, ексклузивно се пласираат под наводници на медиумите, агресивно им се пристапува на читателите, на слушателите, на гледачите и така натаму. Таквите теми се тема на разговор, се разбира, секојдневно помеѓу луѓето. Меѓутоа, како да ви кажам, едноставно треба да се прави разлика помеѓу тоа што е вистинска информација, професионално сработена, обработена со проверени извори и она што се пласира и се конзумира пред се. Мојата позиција никако не дозволува јас да коментирам и да постирам лажни вести на Facebook и со тоа да придонесам за ширење на лажната вест. Всушност, мојата обврска е во контакти со граѓаните да ја пренесувам информацијата навремено, точно вистинито. Дали ви се случило, како луѓе тесно поврзани со медиумите, односно како новинари, да бидете изманипулирани или излажани од одредена вест?
Како потпарол не, сепак функцијата потпарол е да создава вести и да пласира кон јавноста. Нашите информации секогаш се проверени, точни и навремени. Значи тоа медиумите го препознаваат и секако не се наш партнер во патот на успехот. Во искуството му е како новинар претходно, да, бројни се информациите кои што стигаат да се лажни, но при тоа ако работите професионално сепак ги проверувате тие информации и не треба да ви се случи да објавите некоја невистина. Далеко од тоа дека немало обиди да бидам лично или професионално изманипулиран, меѓутоа прашање повторно ќе речам на интегритетот на новинарот како ќе се справи со тој проблем. Обиди има, да. И во мојот поранешен новинарски работен стаж околу 20 на години сум имал прилика да до мене да допрат одредени информации за кои што веднаш сум се запрашал дали е ова можно, односно дали е вистинито. Зборувам за едно време наназад кога поимот лажна вест практично не функционираше како таков, но всушност се работеше за дезинформација. Има ли некоја лажна вест кој би сакале денес да ја издвоите со нас? Мене во принцип ме револтираат вестите кои што предизвикуваат некакви чувства кај вознемиреност и страв кај граѓаните. Бројни се, сад, ако треба и да наведам неколку, бројни се тие вести кои што се ево наводно смрт на НБА кошаркар кој што подвада и на самиот се огласи со неверување дека се чита за својата смрт на социјалните мрежи. Имаше влекување на возила од Косово полни со муниција. Тоа секако предизвикува огромен страв кај граѓаните, меѓутоа порталите, да не речам ето и социјалните мрежи, не внимаваат на тој дел, на тој сегмент, сепак се оди на што поголема чистаност и што поголема атрактивност. Многу, не би сакал да издвојувам примери, еве еден ќе наведам, еден наслов. Не е лажна вест, меѓутоа пристап е. Насловот е ексклузивно, се обеси човек во некое место. Не, тука ништо ексклузивно, да разбирате. Не. Ако треба сепак да издвојам одреден настан, јас би го издвоил трагичниот настан со бродската несреќа, кога во самиот старт, веднаш по случувањето на трагедијата, веќе во јавноста проструија 1 мал милион неточни информации, кои што буквално ја окупираа цела јавност. Информациите кои што допираа до нас беа во 90% би рекол неточни, бидејќи се работеше за неточни податоци за патници, број на патници и така натаму, значи се она што е поврзано со случувањето. Бидејќи сте работеле или работите како новинар, дали ви се случило во трка со времето да напишете вест која не е целосно проверена, не ги има двете страни? Во принцип не, значи мојата професионална кариера затоа и траеше 13 години како новинар, секогаш сум одела од професионалноста да има веста да е застапена двете страни, односно вистината на веста да се базира токму од застапеноста на двете страни. Од друга страна, работе во сериозен медиум каде што немаше ни простор да се пласираат такви невистини. Се разбира дека во трка со време и така натаму се случувало да се почне или да се напише вест нецелосно, односно да не ги опфаќа сите информации, да не се допровера целосно, но обврска е на новинарот доколку ја напише таквата вест, истата да ја обнови најбрзо што може, да ја надополни со сите потребни информации, се разбира и да ја коригира ако треба и тоа да го наведе коректно за публиката, да не биде ставена во заблуда, каде почнала веста, зошто продолжила така и како завршила. И од тому совете до сите кои се занимаваат со ова, 5 минути подоцна може би е подобро, отколку да се избрза со било какво објавување на веста која може да биде нецелосна или докле непроверена и неточна. Во мојата контактна дебатна емисија во тоа време на ТВМ, која што се викаше Муабети, имав најава и имав гости од неколку повикани институции во градот да бидат присутни и да дебатираме за горлив проблем. Една од засегнатите страни која што всушност беше и најповикана да ја изнесе целата вистина не се појави и со тоа практично стави таа институција, тој представник стави свој минус и една недореченост кон граѓаните. Лажна вест или фейк ньюс.
е неточно или лажно информирање. Вест која содржи невистинити податоци, настани или изјави комбинирани со факти, за да се создаде впечаток на вистинитост, што се пласира со штетна намера или за да привлече големо внимание во јавноста. Лажната вест се шири многу брзо, преку социјалните мрежи и порталите. Понекогаш, на лажни вести наседнуваат и ги пренесуваат и професионални медиуми. Лажните вести имаат за цел преку дезинформации да манипулираат со граѓаните и затоа се штетни за демократијата. Биди фраер, мисли со своја глава. Секогаш провери го, изворот што ја објавува или споделува информацијата, авторот, полно име и презиме, назив или линк до медиумот од каде што е преземена, фотографиите и видеата со кои е пропратен текстот, датумот на веста. Од каде вие се информирате? Преку кој медиум? Јас сум човек кој што гледа и телевизија, информативни изданија, се уште ги читам вестниците, се уште се информирам и по интернет нормално. Интернетот како најбрз и најмоќен медиум секако дека и од интернет. Се информирам од медиумите на кои им верувам. Бидејќи сум во професијата, знам кои медиуми се професионални, кои како пристапуваат кон својата работа и тоа е тоа што треба да го прави секој читател, да ги проверува изворите од каде се информира, односно во најмала рака да провери дали тој одреден медиум има зад себе професионалци, импресум, кој тоа го работи, како го работи. Ги читам сите портали, сите медиуми, слушам радио, гледам телевизија и тоа е всушност изворот на моите информации и сам ги секако ги проценувам вистинитите состојби. Кому најмногу верувате и зошто? Па како што кажав, од сега да се информирам, но не верувам, верувајте дека не верувам потполно на ниеден, затоа што буквално, по тоа што се информирам секаде го гледам тоа пейскопи новинарство кој што е застапено кај нас и тешко дека можете да му поверувате безусловно на некоја информација. Никому не верувам, затоа што тоа е, како да ви кажам, дел од новинарската професија. Се што ќе чуете и видите, треба да проверите. Им верувам на оние новинари и на оние редакции во кои што всушност ќе прочитам како автор познато новинарско перо, но и на оние редакции кои што се темелат на суштински извори, релевантни фактори кои што се поврзани со одредено збиднување. Има ли објективни медиуми кои денес достоинствено ја извршуваат својата професија? Достоинство во медиумите одамна е изгубено, значи од кога политиката и власта веќе длабоко ги контролираат медиумите, за достоинствено новинарство не можеме да зборуваме, тоа не е од сега, тоа е години уназад и сметам дека доколку не се преземе нешто, тоа ситуацијата ќе биде многу поалармантна. Новинарството секако, за да зборуваме за објективно, за да зборуваме слободно новинарство, треба уште многу да се работи. Го нема кај нас, за жал. Се обидуваат, меѓутоа, знаете, оди тешко, бидејќи целосно се изместени и состојбите и вредностите во нашето општество, па вклучително и во медиумската сфера, но сепак постојат острови на слободата, медиуми кои професионално размислуваат и работат и поради таквите медиуми, мислам дека се уште има каква таква доверба кон медиумите во нашата земја, иако сите знаеме дека состојбата, особено кога е прашање довербата во медиумите и информациите, од година во година ни опаѓа, причина за тоа се сите овие случувања за кои изборуваме. За среќа во Македонија можеме да кажеме дека има одредени новинарски редакции и новинари кои што строго се придржуваат до професионалните новинарски стандарди, до новинарскиот кодекс и практично ни својата работа тие стандарди и тие нормативи и ги практикуваат. Како вие ги проверувате информациите, дали се вистински или лажни? Доколку лично ми треба информација, секако од изворот, односно од институцијата надлежна која што е за ова. Денеска постои закон за слободен пристап до информации, секоја информација ви е достапна за да ја проверите, доколку ми треба лично. Воспротивно, читам и не верувам во она што може да се пласира денеска. Секогаш од релевантни извори, затоа што само така може да се проверат информациите, инаку, ако би било одрекла казала, најдобро би било да се седнеме во некој кафоли, да си разговараме на глас, можеби. Моето искуство
е многу значајно во проценка уште од самиот наслов која ќе прочитам на одредена веб страна или на одреден медиум која ќе слушнам. Она што исто така е важно е дека го читам авторот на текстот и или новинарската куќа или редакцијата воопшто, така да сите овие неколку фактори ми помогнуваат да знам кој новинар е објективен и каква е неговата професионална работа. Што мислите, кој најчесто ги пласира лажните вести и зошто? Порталите, новите медиуми некако го размножуваат сето тоа невистиното новинарство, меѓутоа токму тоа го користат, сметам, политичките партии пред се и бизнис моќниците кои што имаат најголема корист од тоа. Секако неинформираност е главен фактор исто тука. Тие што имаат интерес, а интересите се разни, интересни групи, бизнес групации, па дури и медиуми во служба на некого. Знаете, денеска постојат многу луѓе кои одработуваат некакви агенди и од тому треба огромна внимателност, голема внимателност при конзумирањето на вестите. Лажните вести ги пласираат новинарите кои што слободата на медиумите ја сметаат како можност да дискриминираат, да етикетираат и да дезинформираат, односно да воспостават така наречени своји правила на работа во новинарството. Тешко ли е денеска да се направи разлика меѓу вистинските и лажните вести, манипулациите, кои за жал секојдневно ги има на интернет? Па доколку го сватите тоа дека информациите лажни кои што се пласираат има за цел да направат некоја пропаганда или да направат некоја дезинформација, тогаш секогаш ги земате можда со резерва, но сепак мислам дека интернет корисниците треба да имаат многу повеќе информации за да можат да го препознаат сето тоа. Инаку верувајте, доколку сте само обичен читател, слушател или гледаш, тешко дека може да се направи, да се препознае која вест е вистинита, а која е лажна. Исклучително тешко, затоа што се пласираат сладко спакувани под плаштот на ексклузивност, дури во добро, да кажеме, интересно спакувани медиумски производи и од таму навистина на читателската, воопшто на публиката им е тешко да некогаш да ги препознае таквите вести. Мислам дека граѓаните од ден во ден се повеќе и повеќе знаат да направат разлика, да направат една дистинкција помеѓу новинарот кој што пласира точна вест и новинарот кој што дезинформира. Што мислите за воведување на предмет медиумска писменост во образованието? Зошто да не? Сметам дека е далеко од неопходно средношколците да го подигнат степенот на медиумска писменост. Со тоа сметам дека можат критички да му пристапат на секоја информација. Знаете, денеска не сте медиумски писмен доколку само гледате вести, доколку само читате информации. Значи, за медиумска писменост треба добро да ја познавате подготовката на самата медиумска содржина, за да можете од утре да бидете и, па да не речам критичари, ама и контролори на самите медиуми. Насушна потреба, неопходност, како и многу други работи од областа на моралното однесување и правилен развој на младата популација пред се треба да почне од базата, се потекнува од таму, од основата, од семејството, кој за жал како клетка денес не е тоа што треба да биде. Значи, напуштените вредности мора да се вратат, образовниот систем треба да стане и воспитен. Мислам дека тоа е одлична идеја и всушност тоа би представувало еден вид вакцина против лажните вести, со што би се подобрил имунитетот, да речам така, на граѓаните во борбата против лажните вести и совладувањето на дезинформирањето. Што мислите, кој најчесто потпаѓа на лажните вести? Во денешно време кај нас сепак сметам дека зависи и политичката припадност. Знаете, луѓето некако се поделени на една или друга страна и многу полесно ги прифаќаат информациите кои што им доаѓа од политичка партија која што им е нив блиска и се поддржувачи на таа партија. И просто е неверојатно како можат медиуми кои следат еден ист настан да имаат толку многу диаметрално спротивни, ајде да речам, ставови гледишта за тоа што
се случило на вистина во тој настан и од тому конфузија и збунетост кај публиката, бидејќи тој што сака да дознае што точно се случило, ќе провери повеќе извори медиумски, станува збунет, затоа што едните како да се од Венера, а другите од Марс. Сметам дека еден од факторите е образованието кај граѓаните, но сметам дека тоа не е пресуден фактор, туку многу повеќе е значајно што нашите граѓани од ден во ден се повеќе се едуцираат и влечат искуство, доколку еднаш наседнале на лажна вест, тоа веќе никогаш повеќе нема да го направат, бидејќи знаат кој новинар пласирал лажна вест и која новинарска куќа го направила тоа. Знаете ли дека Македонија е на последно место во регионот по медиумска писменост, како до медиумски писмена нација? Да, прочитав 34-тото место го зазема Македонија. Сите земји се далеку пред нас од регионот, што е навистина поразителен податок. И сметам дека државата треба системски да работи на ова. Нормално дека се потребни вакви проекти, потребни се семинари, работилници, истражувања, сето тоа, но сметам дека медиумската писменост треба да биде нужно потребна да влезе во националната стратегија за образование и секако медиумите и државата треба да бидат носители во борбата против овај феномен кој што ни се случува. Треба подитно да се преземат мерки, професионализација на медиумите, регулација на се што ни се случува во медиумската сфера, саморегулацијата, еснавските здруженија, ќе треба многу повеќе да се позанимаваат со овие теми, а најмногу тие што работат во медиумите. Па јас не знам врз основа на што ги темелите овие ваши податоци, но сметам дека медиумската писменост е многу значајна, посебно во овие сегашни услови, кога практично на дланка ни е цел свет и цел свет представува едно глобално село каде што знаеме секаде и во секој ќош каде и што се случува. Говор на омраза ги подразбира сите форми на изразување што шират, поттикнуваат, промовираат или оправдуваат омраза, дискриминација или насилство заснована на нетолеранција против кое било лице или група. Говор на омраза е кривично дело. Слободата на јавно изразување на мислата е загарантирана со устав, но не е апсолутно право и не треба да се злоупотреби за загрозување на животите или достоинството на луѓето. Веста, која изобилува со епитети и емоции, често има за цел да предизвика силна реакција кај тебе, да те потпали, да создаде чувство на гнев или страв. Биди фраер, не шири и не подлегнувај на говор на омраза. Мисли со ладна глава. Ти си одговорен за она што го говориш или пишуваш во јавност. Да, и на социјалните мрежи. Ти си одговорен пред оние со кои си споделил содржина или информација која содржи говор на омраза. Медиумската содржина не смее да деградира, да вознемирува, да заплашува, да повикува на насилство врз лица или социјални групи врз основа на предрасуди. Од денешната емисија може да заклучиме дека луѓето кои што се во тесна врска со медиумите многу лесно ги препознаваат лажните вести и дезинформациите, но според нив главен проблем е што лажните вести ги има премногу на интернет порталите, но и на социјалните мрежи. Нашиот совет до вас е секогаш информациите да ги примате со резерва, да не верувате, да ги проверувате, а потоа да носите своји заклучоци.